Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани граѓани на општина Валандово, почитувани представници на општина Валандово, медиуми. Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам третата редовна седница на Советот на општина Валандово. Денес се присутни 15 советници, со што констатирам дека Советот може полноправно да донесува одлуки. За работа на третата редовна седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно за квартал 01.01.2025 година до 30.09.2025 година. Точка 2. Предлог план на програмите за развој. Точка 3. Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2025 и 2026 година во зимски услови. Точка 4. Одлука за давање на времено користење на недвижен имот сопственост на општина Валандово на Управа за водење на матични книги, подрачна канцеларија Валандово. Точка 5. Елаборат за процена на штета од елементарна непогода, настаната како последица на силно невреме проследено од дожд и град, грмежи и силен ветер која го зафати подрачјето на општина Валандово на 15.7.2025 година. Точка 6. Елаборат за измена на елаборат за проценета штета од елементарна непогода, силно невреме проследено со пороен дожд, врнежи од град, грмежи и силен ветер кој зафати дел од подрачјето на општина Валандово на ден 2.7.2024 година. Точка 7. Елаборат за измена на елаборат за проценета штета од елементарна непогода, настаната како последица на ниските температури и појава на слана која го зафати подрачјето на општина Валандово на 20.3.2025 година и 21.3.2025 година. Точка 8. Одлука за формирање на комисија за координација и соработка со невладени организации, асоцијации и здруженија на граѓани и за избирање на претседател и членови на комисијата. Точка 9. Решение за именување на представници на општина Валандово за членови на училишниот одбор на Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Точка 10. Решение за именување на претседател и членови на управниот одбор на Домот на културата 25 мај Валандово. Точка 11. Предлог решение за именување на представници на општина Валандово за членови на управниот одбор на јавната општинска установа за деца, детска градинка Калинка Валандово. И точка 12. Предлог одлука за формирање на орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на јавната општинска установа за деца, детска градинка Калинка Валандово. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Повелете, градоначалниче. Почитувана председателка на Советот, почитувани советници, почитувани представници на општинската администрација и медиумите, предлагам да го дополните дневниот ред со предлог одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Валандово во рамки на проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор. Значи, еве така ќе се обидам да ја презентирам одлуката. Во член 1, значи се предвидува да биде уредено долгорочното домашно задолжување на општината, кое ќе се оствари преку потпишување на договорот за подзаем и грант со Министерството за финансии во рамки на средства обезбедени со проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор, финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој, односно Светска банка, со вкупна висина од 23.087.339 денари, при што 18.469.871 денар се средства под заем во висина од 80% од вкупната инвестиција, додека 4.617.468 денари се грант средства во висина од 20% од вкупната инвестиција. Овие средства ќе се искористат за финансирање на капиталниот инвестиционен подпроект спроведување на мерки за енергетска ефикасност во јавниот сектор во општина Валандово.
за кои веќе се изготвени основни проекти, и тоа основен проект за реконструкција, спроведување на мерки за енергетска ефикасност во зграда на општина Валандово и основен проект за реконструкција, спроведување на мерки за енергетска ефикасност во јавната општинска установа Домот на културата 25 мај Валандово. Заложувањето би се реализирало по пат на домашно долгорочно препозајмување преку проектот за енергетска ефикасност, како што и претходно споменав. Каматните ставки и грејс периодот се уредени согласно подпишаниот, односно учеството во на самата програма, на самиот повик. Грејс периодот е максимум до 3 години, значи од кога ќе заврши изградбата односно реконструкцијата на нови објекти, тоа е започнува грејс периодот и максимумот е до 6 години. Но има и краен датум за отплата на заемот, тоа е 15.9.2031 година. Со реализација на овие проекти, како општина, значи ќе споменам дека Валандово е учесник на овој повик од 2022 година, да ги забрзаме работите, да добиеме 2 енергетски ефикасни објекти со кои што од самите заштети за енергија за затоплување на објектите и за ладење ќе ги заштедиме тие средства и со тие средства ќе ги отплаќаме кредитот. Че станува збор за добра кредитна линија, ефтина и во која што, како што споменав, се состои од грант во висина од 20% од целосната инвестиција. Тоа би имало да кажам и затоа барам од Советот оваа точка на дневен ред да биде усвоена и да дискутираме и да ја донесеме одлуката. И благодарам. Благодарам, градоначалниче. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам на гласање дополнувањето на дневниот ред, предлог одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Валандово во рамки на проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор. Кој е за? Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека со 15 гласа за е усвоена дополнителната точка на дневниот ред одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Валандово во рамки на проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор. Го ставам на гласање дневниот ред за денешната седница со дополнената точка одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Валандово во рамки на проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор. Кој е за? 15 за. Кој е против? Воздржани? Нема. Со ова констатирам дека со 15 гласа за е усвоен дневниот ред за денешниот совет на општина Валандово. Продолжуваме со точка 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период за квартал 01.01.2025 година до 30.09.2025 година. Го замолувам представникот од општина Валандово да се произнесе во однос на кварталниот извештај. Повели. Датите и посакувам успешна работа, почитувани граѓани, добар ден. Во квартален извештај за извршување на буџет на општина Валандово за трети квартал кумулативно од 1.1 до 30.9.2025 година се прикажани остварените приходи и остварените расходи. Остварени се приходи во износ од 249.517.260 денари, односно 67% од планираните приходи за 2025 година, додека остварени расходи се во вкупен износ од 238.761.958 денари, односно 64% од вкупно планираните расходи за 2025 година.
Од пренесеното салдо од 2024 и вишок од претходни години, во извештајниот период се искористени средства во основен буџет 16.281.262 денари и во буџетот на самофинансирачки активности 340.365 денари. Остварувањето на приходите по видови во основниот буџет и вкупно во сите буџети даночните приходи се остварени во износ од 28.669.255 денари, неданочните приходи во износ од 6.112.060 денари, трансферите и донациите во вкупен износ од 192.579.271 денар, капиталните приходи во износ од 22.156.674, односно 51,8% од вкупно планираните приходи за 2025 година. Извршувањето на разходи во вкупен износ од 238.761.958 денари, односно за плати и надоместоци 145.648 денари, резерви и недефинирани разходи 15.000 денари, стоки и други услуги 41.308.661 денар, субвенции и трансфери 13.992.800 денари, социјални бенефиции 425.352 денари и капитални расходи од основен буџет 37.633.885 денари, 1.700.000 денари изградба на инфраструктура во населено место Калково, 4.077.077 денари, реконструкција и санација на локални улици и патишта во општина Валандово, 303.800 денари набавка на пумпа за вода, 11.586.770 денари изградба на колектор фаза 1, 4.084.437 денари изградба на капела на градски гробишта во Валандово, 453.246 денари изградба на водовод Калково, учество на општина Валандово, 4.049.634 денари санација на кров и фасада на културен центар во Валандово, 10.010.227 денари изградба на новопланирана улица во комплекс со намена Г2, Г3 и Г4 катастарска општина Јосифово, 1.300.000 денари реконструкција на улица Боројска село Удово, 56.727 за геодетски елаборати и хидроистражување за капитални проекти и 11.967 денари за купување на опрема. 243.612 денари се искористени како капитални расходи од буџетот на дотации на буџетските корисници. Во К2 образецот е прикажана структурата на обврски за извештајниот период од 1.1 до 30.9.2025, а во К3 образецот е прикажана структурата на кредити, каде што има отплата на ануитет во месец септември за подзаемот од Светска банка за набавка на механизација за капитални услуги, за комунални услуги. За сите дополнителни прашања стојам на располагање. Благодарам. Благодарам, Марија. Дали некој бара збор? Поверено. Јас имам само прашање за К2 образецот, значи достојани обврски. Ово се вкупните достојани обврски до 30 септември, така 14.901.430 денари. Те се заклучно со 30 септември достојани обврски и дали има некоја информација за ликвидноста по однос на овие обврски? Дека немаме информација која е ликвидноста на општината, дали има средства за дека овие се веќе достојани? Структурата на обврски во К2 образецот е на доспеаните обврски до 30 дена и до 6 дена. Значи таму се вклучени и тековните тековните обврски според законот за финансиска дисциплина. Значи сите обврски над 60 дена се преминуваат во доспеани, во доспеани обврски. Значи овде е структурата и до 30 до 6 дена. За ликвидноста е грубо ја имате во К1 образецот реализацијата на приходи по видови. Така да и реализацијата на приходи е 67%, а реализацијата на расходи е 64%. Значи секој прилив е приход, секој одлив е расход во буџетското работење. Не знам дополнително да дадам, тоа е објаснувањето. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повеленајте. Почитуван градоначалник,
председателки, колеги советници, почитувани граѓани. Од овој квартален извештај може да видиме едно стабилно финансиско работење и реализација на најголемиот дел од планираните активности. Јас посебно би сакала да го истакнам инвестирањето во капиталните проекти, како што се кино сала, водоводна мрежа Нели Калтово, реконструкција на локални улици и патишта. Исто така имаме проекти кои што се започнати или се во фаза на реализација, како што се партерно уредување на просторот околу споменикот за поштадот во Ландово, изградба на дел од улицата Маршал Тито кај полициската станица, изградба на детската градинка во Бирава, на градскиот базен, на водоводот во Калково, кој што мислам дека е во трета фаза на реализација и ред други. Овие проекти директно го подобруваат животот на граѓаните на општина Ландово. Исто така сакам да напоменам на видливоста на враќањето на парите кон граѓаните преку неразличните трансфери, како што се трансферите до спортските клубови, до невладините организации, издруженијата на граѓани, бесплатните градинки, надоместа за учениците запишани во основно и во средно општинско училиште и така натаму. Јас искрено се надевам дека новиот градоначалник ќе продолжи со реализација на веќе започнатите проекти, како што изслушнавме сега на почетокот на седмицата, бидејќи се од големо значење и се во интерес на сите наши сограѓани. Континуитетот на работата е доста важен и секој започнат проект кој што е во интерес на нашите сограѓани вреди да биде или завршен без разлика на било какви политички промени. Благодарам. Благодарам, Нарица. Дали некој друг бара збор? Повелико да Во врска со точката 6, капиталните приходи за културниот дом, културниот центар во кино сала, тука расходи се 4.049.634 денари за санација на кров и фасада. Дали е завршен проектот и во која фаза е? И дали се уште има за исплата тука во образки и дали се внесли во К2 образецот? Благодарам. Ова е реализирано, значи толку пари колку што се платени под оваа точка во текот на 2025 година. Таму имаме уште една последна ситуација за плаќање која што е вметната во К2 образецот во обврски до 30 дена и таа изнесува 3.943.000 денари и таа е последната завршна ситуација за тој проект. Проектот е ставен во функција колку што знаме ставен во употреба. Значи, кај нас е во финансија стаса на последната завршна ситуација. Хвала. Дали некој друг бара збор? Повелико граначалник. Бидејќи бев прозван. Се што има започнато во општина Ландово, ниту еден проект нема да биде застанат, но сепак да почекаме до крајот на годината, да ги видиме обврските, сето тоа што советничката Анелич го наброја, слам дека повеќе од 90% не е платено до сега. Имаме голем проблем со ликвидноста на општината, но за подобри, поточни бројки, ќе се очекуваме да заврши годината, да ги видиме сите доспеани обврски и сметам дека според она што досега го гледам, ќе имаме сериозен проблем во финансиското работење на општината во барем наредната година најмалку. Не се исплатени многу обврски на општината претходно, сега со тие средства што ги имаме на сметка, ни од близко не се доволни за да ги реализираме плаќањата кон добавувачите или во некои случаи што го спомна, например, за прваче по 4.000 денари или други работи. Значи, имало период предизборен во кој што вонредни плаќања не смееле да се вршат, но имаме и редовни плаќања кои што можеле да се извршат, но поради финансиската состојба на општината не биле извршени. Така да не должиме, да не шпекулираме многу околу тие работи,
после завршувањето на финансиската година ќе излезам детално пред граѓаните на Валандово и мораат сите, бидејќи граѓаните на општина Валандово се тие што го полнат буџетот и треба да знаат во каква состојба се наоѓа општината. Што е исплатено, кои се нашите обврски кон доверителите и така натаму и така натаму. Чи тоа е добри проекти се започнати, некои според мене проекти кои би ми нажирали, јас не би били на таков начин реализирани, но сепак тоа се имали одлука на некој што е извршен орган, градоначалникот заедно со општинската администрација. Ќе се обидам максимално да се залагам за постабилна финанска состојба на општината, да ги искористиме сите средства кои што ќе ни бидат можност од Родинските министерства, од одредени фондови на кои што можеме како општина да аплицираме. За тоа ќе ни бидат потребни проектни документации, квалитетни проектни документации. За жал не располагаме со такви, освен во крајна фаза е канализацијскиот систем во Чалапли, заедно со службите кои што во овој период морам да кажам дека максимално добро си ја работата и да успееме на некој друг начин во рамките на законот да дојдеме до квалитетни технички документации и да успееме како општина да реализираме што е можно повеќе проекти. Значи, зборувам и за тековните за кои што се веќе и подпишани договори, кои што се започнати од претходно. Ви благодарам. Благодарам, градоначалниче. Споменавте и за ликвидноста на општината, па и јас би имала едно прашање до представникот на општина Валандово, делот на финансии. Во К2 образецот до 39 неизмирени обврски се 14 милиони 901 денар 430. Па би сакала да прашам дали до ликвидноста на општината е во прашање и неможноста за подмирување и дали сметате дека овие барем дел од овие обврски би можеле да се подмират во идниот период, барем до крај на годината, поради тоа што секоја од ова доспеана, а не наплатена обврска, носи дополнителни трошоци и дополнително оптоварување на буџетот на општина Валандово. Благодарам. Значи, ќе одговорам само на делот од прашањето што се однесува на техничкиот аспект на работата. Да, евидентирањето на обврски е таков. До сега може да кажам само дека нема оптужено барање, значи по ниту една обврска сега. Од овие што се тука евидентирани, за ликвидноста не можам да кажам, затоа што не учествувам во процесот на одлучување, така да која од овие обврски, дали ќе застари, дали ќе биде оптужена, дали ќе биде платена во наредниот период, зависи од менаџерското управување, така да не можам јас да дадам одговор за овие. Ова се евидентирани обврски до 39. Тоа е техничкиот аспект на работата. Благодарам. Благодарам, Марија. Дали некој друг бара збор? Повели, Марија. И претходното прашање не ми беше замерка за извештање, туку баш на ова точка дека ако погледнеме и во август месец сме имали 14 милиони доспеани неисплатени, да, во август, 31 август, истото е префрлено со 900.000 повеќе сега кон крајот на септември. Тоа ми беше прашањето, ама во ред ќе погледнеме и други извештаи и ќе видиме зошто толков голем дел од врските не се подмирени. Дека да, тие се најголем дел обврски од капитални проекти, но дали е земен во предвид кога се изготвувани тие капитални проекти, дали има ликвидност општината воопшто да ги реализира. А тоа не е мал износ на тековни обврски за општина како Валандово, бидејќи како што гледаме по средствата, имаме средства за некои си, па нема ли толку околу 10% од овие обврски да се подмират. Ви благодарам. Не. Дадо сам дека не е констатација беше тоа дека
Нема замрка за извештање, туку Благодарам, Мартин. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам предлогот квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период до 30.9.2025 година на гласање. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Нема. Со 15 гласа за, едногласно е изгласан кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период за кварталот од 1.1.2025 година до 30.9.2025 година. Точка 2. Предлог план на програмите за развој. Замолувам представникот од општината да се произнесе во однос на овој дел. Благодарам. Благодарам, председателке. Значи, по основ на оваа точка, предлог план на програмите за развој, кратко образложение дека тие се составен дел на буџетот за 2026 година. Сите износи што се вметнати за 2026 година мора да бидат инкорпорирани и вметнати и во буџетот за 2026 година, кој ќе имате прилика да го видите во нацрт буџетот на општината. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, поставам предлогот на гласање. Кој е за? 15 за. Кој е против? Воздржани? Нема. Со 15 гласа за и изгласана втората точка, план на програмите за развој. Точка 3. Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2025 и 2026 година во зимски услови. Отварам расправа по овој предлог. Повели. Благодарам. Добар ден на сите, почитувани советници, почитувани граѓани. Накратко ќе дадам образложение за ова програма, па доколку има некои прашања, слободно. Согласно Законот за јавни патишта се донесува оваа програма со која што се предвидува обемот, динамиката и начинот на одржување на локалните патишта и улици во населените места во општина Валандово во зимски услови за 2025 година и 2026 година. Со оваа програма нема да бидат вклучени регионалните патишта. Обемот на одржување на улиците во населените места зависи од густината на населението, фреквенцијата на луѓе и моторни возила по кои што поминуваат на улиците и видот и бројот на инфраструктурни објекти. Коловозните ленти како улици за ослободување се вкупно 119 километри. Коловозните ленти како локални патишта за ослободување се околу 78 километри и расчистувањето на коловозните површини ќе зависи според приоритетната листа. А во прв приоритет спаѓаат локалните патишта и главни улици во населените места кои што овозможуваат влез и излез во тоа населено место. И како втор приоритет спаѓаат улиците низ населените места кои што водат до училишта, амбуланти, гробишта, бунари за вода и слично. Ослободувањето на коловозите ќе се врши преку јавното предпријатие Комунален сервис Валандово, со кое во име на општината градоначалникот ќе склучи посебен договор. Организацијата на работите ќе ја врши директорот на јавното предпријатие по налог на градоначалникот, а надзор врз извршувањето на работата ќе врши градоначалникот на општина Валандово преку одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и ЛЕР и преку одделението за инспекцијски надзор. Ви благодарам. Благодарам, Анита. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, поставам предлогот на гласање. Кој е за? 15 за. Кој е против? Воздржани? Нема. Констатирам дека со 15 гласа за изгласан предлог програмата за одржување на локални патишта и улици во општина Валандово во 2025 и 2026 година во зимски услови. Точка 4. Предлог одлука за давање на времено користење на недвижен имот собственост на општина Валандово на Управа за водење на матични книги, подрачна канцеларија Валандово.
Дали некој бара збор? Повелете. Со оваа одлука се уредува давањето на временно користење на дел од објект, односно една просторија која што е собственост на општина Валандово, е лоцирана на катастарска парцела 2245 катастарска општина Валандово, во објектот се наоѓа во собранието. Запишан е во имотен лист 1038 на општина Валандово со површина од 17 метри квадратни. Се наоѓа на приземје и се дава на користење на управа за водење на матични книги, подрачна канцеларија Валандово. Примопредавањето ќе се изврши помеѓу представници на општина Валандово и управата за водење на матични книги во рок од 30 дена од влегување на оваа одлука на сила. Примопредавањето ќе се изврши со записник во 4 примеруци во кои што за два и на двете страни. Благодарам. Благодарам, Анито. Повелете, граначалниче. Сакал да објаснам во однос на оваа точка од дневниот ред и носењето на одлука за давање на временно користење на недвижен имот на општината, че станува збор за канцеларии кои што во овој момент општината не ги користи. Така како што знаеме сите, управата за водење на матични книги се наоѓа на вториот кат од тој објект и представува сериозна бариера за повозрастните лица и да ги остваруваат своите права, да вадат документи кои што се потребни секојдневно на секого. И затоа одлучивме да управата за матични книги се симне да биде на приземје, за да биде попристапна за сите граѓани. А во канцелариите на управата за матични книги тоа ќе следи со други одлуки. Централниот регистар, кој што по подолг период повторно има своја канцеларија во Валандово, за да им олесниме на нашите компании, ќе ги заземе нивната канцеларија на вториот кат. Че тоа ќе биде со следна одлука на следните седници на Советот и сметам дека со ова ќе го искористиме максимално просторот кој што е слободен во собраниската зграда. Значи ние како општина располагаме со 20% од вкупниот простор во таа собраниска зграда. И како општина имаме интерес да граѓаните да имаат подобри и поквалитетни услуги, да бидат подостапни нашите институции. Секако дека во наредниот период ќе искористиме можност да преку одредени повици заедно со службата за општи и заеднички работи да аплицираме за реконструкција на целата таа зграда и да направиме еден нов распоред. Сите оние канцеларии кои што граѓаните ги користат секојдневно да бидат подостапни во приземниот дел од објектот. И благодарам. Благодарам, градоначалниче. Дали некој друг бара збор? Доколку никој нема разбор, оставам четвртиот предлог одлука за давање на временно користење на недвижен имот, собственост на општина Валандово на управа за водење на матични книги, подрачна канцеларија Валандово на гласање. Кој е за? 15 за. Кој е против? Воздржани? Нема. Со ова констатирам дека со 15 гласа за е усвоена четвртата точка од дневниот ред за денешната седница. Продолжуваме со работа. Точка 5. Предлог елаборат за проценета штета од елементарна непогода настаната како последица на силно невреме проследено од дожд и град, грмежи и силен ветер кој го запати подрачјето на општина Валандово на 15.7.2025 година. Замолувам представникот од општината да се произнесе во однос на оваа точка. Поверено. Благодарам. Вака, значи, прво да нагласам, пошто имаме 3 последователни точки кои што се однесуваат на елаборат на штета. Поради тоа што беме во време на избори и не можеше да се носат одлуки од финансиски карактер, овие точки се донесени се предложени од претходната комисија
Сега има нова комисија за штета за процена на елементарна непогода, но овие се подпишани од претходната комисија само заради тоа што мораше да го запазиме тој временски рок со изработување на елаборатот, па сега ако овој состав на Советот го донесе, ќе следува носење на влада. По првата точка, елаборат за процена на штета за елементарна непогода настаната како последица на силно невреме проследено со дожд, град, грмежи и силен ветер, кој што го зафати подрачјето на општина Валандово на 15.7.2025 година, беа предизвикани големи оштетувања на лозови насади и градинарски култури. Беше отворен јавен повик по иницијатива на граѓани кои што беа оштетени од ова невреме. По изготвувањето на образецот за пријава им беше овозможено на граѓаните да аплицираат. Имавме вкупно 133 пријави, од кои што 131 од граѓани, а 2 пријави беа од правни лица. По увидот на терен, комисијата утврди дека по 13 пријави нема утврдена штета. Цените кои што беа земени за изготвување на овој елаборат се искажени на годишниот извештај на цени на земјоделски производи, кој што е објавен од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. И истите ви се прикажени во образецот Ш8, кој што го имате во прилог на материјалите. Изготвувач на елаборатот е Општинската комисија за процена на штети, која што е донесена од страна на Советот на општина Валандово во 2021 година. Вкупната вредност која што е од изработката на овој елаборат е 16 милиона 396.208 денари. Елаборатот заедно со сите пропратни документи, преглед на штети по дејности, по местни заедници, по култури, ќе биде испратен до Министерство, до влада на државата и до Државниот завод за статистика за одобрување на истиот. Благодарам. Доколку има некои прашања, стојам на располагање. Благодарам, Анита. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, поставам предлогот на гласање. Кој е за? Со 15 гласа за, едногласно е изгласан елаборат за проценета штета од елементарна непогода настаната како последица на силно невреме, проследено од дожд и град, грмежи и силен ветер кој го зафати подрачјето на општина Валандово на 15.7.2025 година. Точка 6. Предлог елаборат за измена на елаборат за проценета штета од елементарна непогода. Силно невреме проследено со пороен дожд, врнежи од град, грмежи и силен ветер кој зафати дел од подрачјето на општина Валандово на ден 2.7.2024 година. Замолувам представникот од општината да се произнесе. Благодарам. Оваа измена на елаборатот следува по известување од Комисијата за процена на штета, формирана од владата, пошто има корекција на оштетувањето на тутунот во просечен 3-годишен период. Намален е приносот во однос на бадемот, исто така е намален приносот, коригирана е цената на бостан и на дуња. На бостан од 50 е на 30 денари, на дуња од 100 денари на 50 денари коригирана, пошто следува измена на елаборатот на вредноста. Штетата по пријави останува иста, истиот број, само вредноста на вкупниот износ се намалува. 202 милиони 936 илјади и 668 денари. Со тоа се менуваат сите прилози на елаборатот и по усвојување на оваа точка на Советот ќе следува повторно праќање до комисија на влада, со што рокот ни е 30 дена. Во општината известувањето од страна на комисијата на влада е стасано на 21.10. Заради тоа и претходно е донесено од претходната комисија, сега на оваа седница на Совет. Благодарам. Благодарам, Анита. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Повеќе. Благодарам. Почитувам колеги, почитувам предавачот.
Ова е, мислам, трета измена на овој елаборат за овие година и пол. Елаборатот е изготвен од истата комисија, од истата администрација, кои што на претходните 3-4 години веќе имаат одобрено 3 елаборати за проценка на штета од елементарна непогода. Пример, во 21 во април имаше природна непогода Слана, беа исплатени 35 милиони 500 хиляди денари. Претходна комисија. Беа исплатени одобрени, беа префрлени парите на 30.12.2021, значи после 8 месеци. Парите кон граѓаните беа исплатени на 7 и 8 февруари 2022. Додека во 2020 имаше од елементарна непогода град од јули месец 1.336.800 дена, кои беа префрлени на 31.12.2021, а исплатени на граѓаните на 7 и 8 септември 2022. Сакам да укажам на тоа дека истата општинска администрација изготвила исти елаборати за многу поголеми суми. Исплатата на средствата била 20% од вкупната сума, значи изготвили елаборати од околу 180 милиони денари, 170 и така натаму. И опфатени беа со овие има пријави околу 360-380 со се правни лица беа опфатени нашите граѓани кои чекаат веќе неколку месеци, повеќе месеци. Од минатата година е едната елаборат, вториот е двата се од оваа година. Така да сакам да апелирам до сите нас советници, до новиот граначалник, до представникот наш во владата на Републиката, нашата пратеничка, да се заложиме со сите институционални механизми, со лични контакти, колку што можеме да помогнеме да се избориме за нашите граѓани кои голем дел екзистираат од овие средства. Опадани се сигурно голем дел и од во двата елабората, во двете штети не може да бидат открити затоа што имаме и Мараси град во оваа година. Така да мојот апел е тоа да се обидеме да помогнеме на нашите сограѓани да си добијат тоа што ги следува. Благодарам. Благодарам. Крсто, предпоставам, ова не беше прашање, него само како... Не, мора да одговори. Повели Бранач. Повеќе констатации на значи станува збор за претходен состав. Тие што се исплатени, составот на претходната комисија за проценка на штети од елементарни непогоди од составот 21 е некаде од ноември месец 21, да се пред тој временски период, че некој друг состав. Не би сакал да шпекулираме, но оние членови од комисијата за проценка на штети, што ги познавам, ми кажува дека воопшто не биле ни повикувани да видат дел од комисијата, од работата на комисијата. Станува збор во овие лаборати, колку што јас можам да заклучам, а имам искуство барем десетина поминале кога сум бил јас председател на Советот. Станува збор за технички, административни грешки, не поклопено со цените на чинење, согласно Завод за статистика, мислам дека се взимаат цените. И значи не е проблемот во исплатата од страна на владата и комисијата на владата, туку станува збор за елаборати кои што 2-3 пати се враќани за доработка, за исправки, че јас веќе контактирав со луѓето што ги познавам и се надевам дека сега ќе се сработи квалитетно, ќе биде усвоен на комисија на влада за проценка на штети од елементарни непогоди и во најбрз можен рок ќе бидат исплатени кон земјоделците. Станува збор за технички проблем, не е проблем дали некој сакал или не сакал. На крајот на краиштата станува збор за воредни платени од буџетот и да бил сработен елаборатот во периодот од кога се распишани изборите, владата нема да имала можност да ги исплати. Но сепак, ако било се во ред, веќе ќе имаше можност по завршувањето на изборите да бидат исплатени. Благодарам. Благодарам, граначалниче. Дали некој друг разбор? Повели.
Господин председател, јас имам едно прашање за општинската администрација. Како што разбрав на образложението, само не сватив кој бара процентуално помалку да се исплатат средствата кон земјоделци. Јас како што разбрав, од 50 на 30% се намалува. И цената се намалува и процентуално се намалува. Цените кои што беа дадени во претходниот елаборат, во првичната версија, беа земени од страна на комисијата, објавени цени од Министерството за земјоделство. Тие цени се јавни и достапни, секој може да ги види. Нас елаборатот ни е вратен од Комисија за процена и утврдување на вистина на штета на природни непогоди од влада, со тоа што приносот на тутун од 25.000 килограми по хектар се намалува на 2.500 килограми по хектар. Приносот на бадем од 2.500 килограми по хектар сега е 2.500, а претходно бил ставен 7.000 килограми по хектар. Цената на бостенот од 50 денари се намалува на 30 денари и цената на дуње од 100 денари на 50 денари. Значи, пак ќе кажам, не е тоа дали општината како општинска администрација па сакала да биде 100 денари дуњата или комисијата, или имаме член на комисијата за штети. Тие цени беа дадени претходно објавени јавно од страна на Министерството. Сега се коригираат, пошто во период на настанување на штета 2.7.2024 година сметаат дека тие цени не биле на пазарот. И заради тоа е оваа корекција. Благодарам. Да дополнам само, значи морам да дополнам. Од калкулоста ги знаете приносите по хектар, евидентна е грешката, 25 тона од хектар нема шанса да се произведе, значи таму е грешката, веројатно тоа што го гледам, немав можност да ги гледам, да ги разгледам сите елаборати, че е реално за нашето поднебие 2500 килограми по хектар. Значи во самата проценка има направено грешка. 25.000 килограми од 10 хектари, не од 1 хектар приносот, просечен. Благодарам, началниче, благодарам. Да е некој друг разбор? Доколку никој не разбор, го ставам предлогот на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно изгласан елаборат за измена на елаборат за проценета штета од елементарна непогода. Силно невреме проследено со порен дожд, врнежи од град, грмежи и силен ветер кој закати дел од подрачјето на општина Валандово на ден 2.7.2024 година. Точка 7. Предлог елаборат за измена на елаборат за проценета штета од елементарна непогода настаната како последица на ниските температури и појава на слана која го запати подрачјето на општина Валандово на 20 март 2025 година и 21 март 2025 година. Замолувам представникот од општината да се произнесе. Повелени. Оваа точка исто како претходната, по разгледување од страна на комисијата, утврдени се корекции. Корекциите се однесуваат на бадем, на приносот на бадем и на орев, со што се намалува вредноста и сега изнесува 122.503.517 денари. Следува измени и на табелите кои што ви се во прилог и поради тоа мора да ја носиме на собе па на усвојување во влада. Благодарам. Благодарам, Анита. Отварам расправа по оваа точка. Дали никој бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам предлогот на гласање. Кој е за? Со 15 гласа за, констатирам дека едногласно е изгласана седмата точка, елаборат за измена на елаборат за проценета штета од елементарна непогода, настаната како последица на ниските температури и појава на слана која го запати подрачјето на општина Валандово на 20 и 21 март 2025 година. Точка 8. Предлог одлука за формирање на комисија за координација и соработка со невладини организации, асоциации и здруженија на граѓани и за избирање на претседател и членови на комисијата. Замолувам председателот на мандатната комисија Мартин да се произнесе во овој дел. Повели Мартин.
председницата заседаваше комисијата за мандат и прашања и се донесе одлука да се предложат членови и председатели на оваа комисија. Како членови на оваа комисија се предлага Гордана Кочева, Кристијан Демекеджиев, Александар Павлов, Окан Абдулов и Слободанка Ѓоргева. Отварам расправа по ова, дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам предлогот на гласање. Кој е за? Со 15 гласа за, едногласно е изгласана одлуката за формирање на комисија за координација и соработка со невладини организации, асоциации и здруженија на граѓани и за избирање на членови на комисијата. Замолувам Мартин да се произнесе во делот на председател на оваа комисија. Повели Мартин. За председател на оваа комисија ја предлагаме Гордана Кочева. Отварам расправа, дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам предлогот на гласање. Кој е за? Со 15 гласа, 14 за, кој е против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласа за е изгласана председател на комисијата за координација и соработка со невладини организации, асоциации и здруженија на граѓани. Точка 9. Предлог решение за именување на представници на општина Валандово за членови на училишен одбор на Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Замолувам председателот да се произнесе во односно. За представници на општина Валандово за членови во училишниот одбор во СОУ Гоце Делчев Валандово се именуваат Сашко Нунов, Кирил Димов и Валентина Зајкова. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам предлогот на гласање. Кој е за? Со 15 гласа за, констатирам дека едногласно е изгласан решение за именување на представници на општина Валандово за членови на училишен одбор на Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Точка 10. Предлог решение за именување на председател и членови на управниот одбор на Домот на културата 25 мај Валандово. Замолувам председател да се произнесе. Повели Мартин. За председател и членови на управниот одбор на Домот на културата 25 мај Валандово ги предлагаме Игор Ширтовски, Слободан Милошевски, Иван Блигоров, Ѓоргица Чичарова и Станка Белозова Брванова. Благодарам, Мартин. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам предлогот на гласот. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласови за, едногласно се изгласано решение за именување на членовите на управниот одбор на Домот на културата 25 мај. Замолувам Мартин да се произнесе во однос на председател на овој одбор. Повели Мартин. Како предлог за председател на овој одбор го предлагаме Игор Ширтовски. Благодарам. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам предлогот за председател на оваа комисија за гласање. Кој е за? За има ли? Да или? 8-9. Кој е против? Воздржани? Со 9 гласа за и Со 9 гласа за и 6 воздржани е усвоена точката за председател на управниот одбор на Домот на културата 25 мај Валандово. Точка 11. Предлог решение за именување на представници на општина Валандово за членови на управниот одбор на јавната општинска установа за деца, детска градинка Калинка Валандово. Замолувам Мартин да се произнесе во однос на оваа точка. Повели. Како представници на општина Валандово во управниот одбор на јавната општинска установа за деца, детска градинка Калинка Валандово ги предлагаме Марија Зајкова, Марија Занова и Слободанка Ѓоргева. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам предлогот на гласање. Кој е за?
Констатирам дека едногласно е усвоен решение за именување на представници на општина Валандово за членови на управниот одбор на јавната општинска установа за деца, детска градинка Калинка Валандово. Точка 12. Предлог одлука за формирање на орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на јавната општинска установа за деца, детска градинка Калинка Валандово. Мартин, те молам за произнесување во однос на оваа комисија. Како членови во надзорниот орган на детската градинка Калинка Валандово ги предлагаме Данче Коцевска, Верица Кирова и Евангелија Долгерова Маркова. Благодарам, Мартин. Отварам расправа. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, поставам предлогот на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за е усвоена одлуката за формирање на орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на јавната општинска установа за деца, детска градинка Калинка Валандово. Точка 13. Предлог одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Валандово во рамки на проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Повелјаните. Благодарам. Оваа точка се однесува на долгорочно домашно задолжување, како што претходно образложи градоначалникот на дневниот ред. Ќе се оствари преку потпишување на договор за подзаем и грант со Министерството за финансии, постапка која што е отпочната 2022 година, пошто следеа технички проекти, направени анализи, енергетска ревизија, се со цел за да се дојде до меки мерки за енергетска ефикасност на двата објекти, односно за зграда на општина Валандово и за Домот на култура 25 мај Валандово. Со потпишување на договорот за подзаем и грант, односно заем од Меѓународната банка за обнова и развој Светска банка со вкупна висина од 23 милиона 87.339 денари, при што 18 милиона 469.871 денара ќе бидат средства под заем, односно 80% од вкупната инвестиција и 20% од вкупната инвестиција 4 милиони 617.468 денари ќе бидат грант. Со ова се опфаќа поставување на топлинска изолација на надворешен зид, моментално зборувам за зграда на општина Валандово, поставување на топлинска изолација на покривни конструкции, замена на постоечки дрвени прозорци во ПВЦ, односно замена на дрвените прозорци кои што се останати во општината, замена на електричен котел со топлински пумпи, заедно со целосна мрежа во општината, модернизација на осветлувањето, изработка на спуштен плафон и завршно молерисување со поликолор, поставување на фотоволтаичен систем за задоволување на сопствените потреби. Со оваа мерка се предвидува поставување на 98 панели со електричен капацитет од 40 киловати, ќе бидат поставени на површина од 192 метри квадратни и годишното производство на електрична енергија на оваа централа би било околу 53.699 киловати, со тоа што овие се податоци кои што се добиени од енергетската ревизија. Спецификацијата на фотоволтаиците е да ги задоволи сите параметри кои што се моментално на пазарот и се според европски и светски стандарди. Во образложението во кое што ви е дадено ги имаме детално образложени сите фази по колку денари се, цените се без ДДВ, со што вкупната вредност за општината изнесува 11 милиони 738.416 денари, цена со ДДВ. За објектот Дом на култура 25 мај опфатено е да се постави топлинска изолација на надворешен зид, поставување на топлинска изолација на покривни конструкции, замена на постоечки прозорци и врати со нови ПВЦ рамки,
поставување на котелна палети, електрични инсталации, замена, модернизирање на осветлувањето. Исто така и овде имаме завршно молерисување со поликолор. Вкупната вредност на ова инвестиција изнесува 11 милиони 348 илјади 923 денари со ДДВ. Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно позаемување преку проектот на Европска енергетска ефикасност во јавниот сектор. По донесување на оваа одлука ќе следува подпишување на договор на Општина Валандово со Министерството за финансии и објавување на јавна набавка од страна на општината, со што, како што напомена и градоначалникот на почетокот, би имале можност и за измени во тек на изградба со тоа што оваа топлинска пумпа, овој котел на палети кој што е сега моментално во проектот имаме веќе издадено одобрение за реконструкција, би го замениле со топлинска пумпа. Ви благодарам, доколку има некои прашања, стојам на располагање. Благодарам, Анита. Отварам расправа по оваа точка. Дали никој бара збор? Доколку никој не бара збор, доставам предлогот на гласање. Кој е за? Констатирам дека едногласно и изгласана одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина Валандово во рамки на проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор. Со ова е исцрпен дневниот ред за грешната седница на Советот на Општина Валандово. Доколку има советнички прашања, повелете. Доколку нема, ја затварам оваа седница. Благодарам за соработката, благодарам за вниманието.